Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Никола Димитров. Ке те најавам, Димитров, со новата функција, а тоа е оснивач на организацијата Солуција, Балкански центар за конструктивни политики. Тоа ли е таа титула која сега ви е најважна во моментот? Така е актуелната. Што е тоа Солуција, кој што го промовиравте вчера како организација и што планирате да прерасне од него? Дали е тоа движење или партија која Никола Димитров го најавува неколку месеци наназад? Солуција е невладина организација или здружение на граѓани или think tank. Кое што Солуција првиот настан беше вчера, ќе ми простат гледачите, уште сум под едни импресии, морам да кажам, трогнат сум од реакциите што ги добивам, не можам да доодговорам денес на пораки и така. Мислам дека тоа охрабрување што го пуштивме, една од целите, го слушнале луѓето, го слушнало граѓанството. Значи, Солуција е невладина што ќе се бори за македонската демократија, да се зацврстува за силни институции, што ќе се бори да се деполитизира системот, за партии да се турнат, да бидат таму кај што има местото, а не на секаде. Добро, но морам веднаш да ве прекинам. Невладини организации има многу и се залагаат горе-доле за овие цели. Ќе има повеќе проекти, ќе има иницијативи, така. Една од првите иницијативи, Солуција поддржува, меѓутоа не е тоа, е граѓанска мобилизација за меритократија, за професионализам, за вистински луѓе на вистински места, против единствен критериум послушност кон партии. Затоа што мислам дека, и тоа се обидовме вчера и преку мојот глас, но и преку гласот на други борци, граѓански движења и организации, да го покажеме, шанса за центар за ситуацијата во општина Центар со урбанизмот, гласен текстилец за работнички права, синдикатот на контролорите на летање, зошто е важно луѓето што тоа го работат, да се таму заради своите квалификации и способност, а не заради тоа што треба да бидат на партиски списоци од женските организации кои што се борат против семено насилство врз жени, и кај нив исто им е битен клиентелизмот да се намали, да се порази. Како ќе делуваме? Сакаме да бидеме платформа која што е на понуда на граѓанството, затоа што по нашите проценки, партиите нема сами од себе еден ден да речат ќе мораме подобро, ќе мораме поинаку, вака веќе не оди, претеравме. Мора да ги натераме да бидат подобри. Преку конкретни активности, преку конкретни битки, да се спречат бели, да се нудат решенија, да се бориме тие решенија да станат реалност, да се извади, например, законот за висока раководна служба од ФИОКа, да се турнат, да биде на дневен ред во собрание, бидејќи тој воспоставува правила на игра, да не може секој да биде директор. Претеравме, толку е партизиран системот, што е колабиран. Зошто директор на комунално предпријатие да зависи од тоа кој ќе победи на избори? Или директори на училишта, или директори на болници? Да, ве разбирам, но како ќе бидете вие поразлични од останатите невладини организации кои го работат? Тоа знаеме која е моќта на една невладина организација, може да работите на подигање на јавна свест, може да одредено лобирање, како што рековте еве за некои законски решенија, меѓутоа не може од корен нешто да промените, а настапувате со најави или советувања кои што звучат многу или бараат многу поголема моќ од тоа што може да го направи една организација. Ние имаме амбиции. Дали Солуција е една политичка партија? Солуција ќе си остане think tank, здружение на граѓани. Солуција сега се јавува како поддршка за нашата прва иницијатива, која што е граѓанска мобилизација. Ајде да видиме колку граѓани сме што сакаме држава што функционира, што гледа дека работава, не чини. А и не сакам многу да зборувам, мислам дека тоа е толку јасно на луѓето дека работите не ни одат како што треба. Ајде да видиме колку сакаме да ги смениме работите. Оти нема да се сменат сами по себе, нема ни од Брисел, ни од Вашингтон да дојдат да ни ги решаваат. Проблемите, оваа битка е наша битка. Дали ова ќе има политички израз? Мислам дека е рано, таа одлука е далеку. Ние сме сега фокусирани на првиот чекор. Првиот чекор е мобилизација на сите позитивни сили во општеството, во институции,
групи, формални и неформални, постоечки граѓански движења, индивидуални борци, сите острови и островца на интегритет што ги имаме, да се охрабриме, да си соработуваме, да си помагаме во индивидуалните битки, да им направиме скапо и тешко на политичките партии да продолжат, затоа што сме во еден вечен лош круг и мора да го разбиеме и да излеземе од тоа. И тоа не се прави со енергија на апатија. Имам чувство дека, знаеш, од една страна чувствувам огромна потреба за нешто здраво и нормално. Тоа го осеќам од досегашните разговори. Ние вчера имавме јавен настан, меѓутоа јас веќе 2 месеца имам средби со разни граѓани, некои ги познавам, некои ги запознавам и во Скопје и низ целата наша Македонија. Огромна потреба има, ама има една недоверба кон сите и кон се. И луѓето просто како да имаат кренато раце. И целта е дека да се убедиме сите дека од нас зависи нашата колективна судбина. Што правиме ние во своето и сите заедно во општото. Да, видите дека Тоа е е. далеко од луката за политичко организирање во смисла на политичка партија, Да. политичко движење, меѓутоа изборите ќе има најмногу за 1 година. До тогаш планирате да дефинирате како ќе учествувате Обично- во политичкото уредување во државата? Мислам дека за градење на една здрава сила, а ова не го прави никој друг. Јас сум еден од луѓето, веќе сме многу, ама ова ние не стапуваме скриено во името на некоја друга партија или во името на некоја било каква некоја, немаме скриени агенди. Обично јас имам проблем со оние блицкриг обиди за формирање на некаква дали е партија, дали е движење, непосредно пред избори. И сега во тие 2-3 месеца да видиме граѓаните како ќе реагираат. Обично тие се создадени од веќе постоечките партии за да им наштетат на другите. Да им поматат некакви изборни математики Вашето и така движење нема натаму. да помати сметки на некој од големите партии? Ние сакаме Особено бевте дел од владата на СДСМ. Сите прават пресметки дека Никола Димитров може да им одземе гласови на СДСМ, не може да им одземе на ВМРО ДПМН. Ние не сакаме нов Дуќан. Ја ги викам Дуќани, бидејќи тој принцип, еве ви работни места, вие дајте ни гласови, тоа политичкиот клиентелизм, па после тоа луѓето им должат, дали се обвинители, дали се инспектори, дали се директори, дали се јавни службеници и така натаму, тоа мора да го разбиеме. И ние сакаме да го намалиме, да имаме еден нов општествен договор и да знаеме овој круг овде се политички позиции. Министри, заменици министри. Ама дајте да ги тргнеме школите. Може ли да ги тргнеме болниците? Може ли да ги тргнеме јавните предпријатија? Зошто, ако има способен менаџер на јавно предпријатие, еднава партија која ќе победи на избори да го менува? Да, не, во цело се Тоа ни е- согласувам и тоа ни веројатно е целта. секој би се согласил вака И декларативно. Сега сакаме- зборуваме како може и да се сакаме- дојде до такво нормално сакаме функционирање во промена на општеството. системот да почне да биде срам вие да менувате директор на школа. Тоа сакаме да го смениме системот од корен и да го намалиме политичкиот колач, а да го зголемиме граѓанскиот колач. Далеко е таа одлука, ќе повторам. Ние сме сега во една фаза на мобилизација, на здружување, на меѓусебна поддршка и малку на Кои враќање сме на... ние, господине Димитров? Со кого сте во ова? Знаете, тука има една деликатност. Јас бидејќи учествував во политика и сум јавна личност и сум навикнат и можам да трпам удари. Ако има, гледам една вознемиреност и можам слободно да им кажам на гледачите дека допрва ќе има врз мене разни фрлање кал, лични дискредитации и така натаму. Луѓе што не биле изложени, ја тоа можам да го истрпам. Боретје. Мислам, ја разбирам политичката битка. Јас ќе се обидам да не враќам, затоа што мислам дека е таа тема абсолвирана и не помага. Ќе пробам во мојот дискурс, во тоа што го зборувам, да има еве го проблемот, еве се можните решенија. Ајде да видиме како можеме малку да излеземе од ова меѓусебно плукање и меѓусебни
цуења и тепачки не ни помага. Дајте да видиме како, повеќе како, не толку кој е крив. Туку тоа е важно за одговорност, ама повеќе како. Сега во оваа фаза ќе морам малку и да ги заштитам луѓето што не биле изложени на овој тип. И би било од мене неразумно ако прерано, а со време јасно ќе биде дека во оваа граѓанска мобилизација не можам да бидам само јас. Ќе си има луѓе што ќе зборат за здравство, ќе си има луѓе што ќе зборат за образование, ќе има луѓе што ќе зборат за правосудство, ќе има луѓе што ќе зборуваат за борба против сиромаштија и за социјална правда и како да си дојдеме до една како да си ја подобриме економската ситуација. Не можам јас да зборувам за се, нити знам за се. Да, ама луѓето сето треба да ова видат кој стои позади вашето движење, затоа што некаде сега невладина организација, понатаму ќе соопштите веројатно во што тоа ќе го развивате, но кои се луѓето кои што се со вас е важно, затоа што треба стекнат доверба, дека вие тоа што го говорите на вистина планирате да го спроведете, инаку така вашите ветувања нема се разликуваат ништо повеќе отколку на било кој политичар кој влегол во студиово. Сите велат дека ќе воведат некако подобар ќе си ја стекнуваме таа доверба. Од друга страна имате сепак политички бекграунд. И не можат луѓето да ве гледаат како целосно независен, еве дојде некој експерт од некаде и сега ќе ни помогне да изградиме некакво општество поразлично од тоа кое што го имаме, затоа што вие сепак сте биле министар во влада. И јас сме виделе дека и таа влада не била толку многу поразлична, но била поразлична од ова што го зборувате. Јас ова што го зборувам го направив во МНР. Кога влегов во МНР, од 10 амбасадори, 8 беа политички поставени, 2 беа кариерни дипломати. Кога излегов, 8 беа кариерни дипломати со голема битка со партиите. А 2 беа политички поставени. Имав предлог закон што ги врзуваше рацете на министерот и на сите идни министри со известни критериуми како да се напредува во службата, не ми го усвои владата. Јас во владата бев против легализација на дивоградби, освен за социјални случаи, затоа што мислам дека државата треба пред се да се грижи за тие што почитуваат закон и што плаќаат данок. А не да го бере гајлето на неплаќачите и на прекршувачите на закон. Ама недоволно за да биде видливо, очигледно, бидејќи бев еден човек, без пратеници и реално како фигура. Јас не бев член. Сум работел и со едните, сум работел и со другите, тоа е и плюс, ама е и минус. Сум ги видел одблиску и знам дека без сериозно граѓанско будење и притисок не можеме да очекуваме поинаква политика. Пак ќе биде оваја дуќанска на некој начин политика. И трпеливо, со мали чекори, но упорно ќе ја стекнам довербата еден по еден, ако треба, затоа што е време квалитативен скок да си направиме, ако сакаме да не биде, бидејќи вака нема да не биде. Ако не направиме нешто како граѓанство, иста ќе не биде ситуацијата, можеби ќе не биде и полоша. Добро, какви ви се односите со политичките партии во моментов? Ги критикувате, еве, едните и другите, велите дека сте виделе одблиску како функционираат, но градите ли однос со некого, можеби со некој од помалите политички партии, можеби со другите движења во зачеток како што е вашето? Мислам дека и за овие независни, автентични граѓански движења градиме односи и ќе имаме и заеднички активности. Со кои конкретно? Па вчера имаше, да речеме, имавме неколку гости, имавме гостин од Шанса за центар, имавме гостин од женските организации, имавме гостин од Гласен текстилец од Штип, исклучително автентични борци за работнички права и гостин ни беше и председателот на синдикатот на контролорите на летање, кои што успеа, и тоа е битно, и доброто е заразно, они успеа да одбијат обид за политички упад, да им го поништат честниот конкурс, што замислете го правеле данци. И тоа е една убава приказна, еден убав пример како со храброст и со став може да се одбрани еснав. Треба да коалицирате со некого. Мислам дека во оваа фаза треба да се фокусираме на градење на идентитетот на оваа граѓанска сила. Ќе видиме натаму како ќе одат работите. Мислам дека е важно
ова сега да се чува, да се негува и да си расте. Добро, Димитров, сето ова говорење за мерит, за професионализам, доаѓа во време кога видовме што се случи во судскиот совет. Има реакции од сите страни за разрешувањето на председателот на начин на кој што председателката беше разрешена. Може воопшто да се верува дека е можен мерит и професионализам кога нашата свест и однесување е на едно вакво ниво? Знаете, јас сум уверен дека не е до народот. И секогаш ќе се борам против тоа, од нас не бидува држава. Затоа што истиот тој народ, истите Не до тие партиите. македонски граѓани надвор успеваат. А дома имаме проблем. Нашиот проблем е во тоа што нашиот систем е антисистем. Нашиот антисистем не сака луѓе што ги бива, не сака луѓе што мислат со своја глава и ги отфрла. И така е, например, што беше тоа, ќе спомнам и за судскиот совет, ама со обвинителката Ленче Ристовска, кое што е она малку интегритет што остана од надежта што се викаше СЈО, што на крај стана гротеска. И сега она на јавен панел се осмелила да зборува за проблемите во својот еснав, во обвинителството, каде што кажа дека преку Советот на јавни обвинители се врши трговија со влијание, односно политички клиентелизам. Судскиот совет, значи, се ние ќе оставиме сама Ленче, еве меѓу другото, вака ќе делуваме. Не, ќе бидеме гласни и ќе дадеме поддршка на секој професионалец што си ја знае работата, во кој што гледаме интегритет и ќе пробаме да ги заштитиме. И на председателката на судскиот совет ќе даде поддршка? Таму судскиот совет има неверојатно благородна мисија. Тој постои за да обезбеди судиите да се независни. И сега таму имало на агенда, меѓу другото, и дебата за постапките на судија, заради кои што застареле неколку дела. Нели, судија во апелација. Наместо да се зборува за таа точка на дневен ред, еден вид пуч на некој начин, без законска основа, со помалку гласови од пропишаното, не смел да гласа и тој што ја поставил точката. И тоа беше една исклучително грда слика што од таа доверба на правосудството од 3-4% може би ќе падне на 1 или на 0%. Истовремено, председателката е председателка на судски совет без еден ден искуство како судија. Не сум сигурен од она што читам, дали е вистина, се извинувам ако грешам, ама прилично долго студирала право. А законот вели членовите на судскиот совет ќе бидат од редовите на истакнати правници. Јас сум правник. Јас бев студентна генерација на правен факултет. Да, ама не сте се прославиле како правник во живот. Да, работам друго. Ама не може да биде истакнат правник ако бил еден од последните што дипломирале, што сега тоа што е спорно, што и самиот закон не испочитува. И сега таму има една цела, не е црно-бела, ама како тело очигледно имаме голем проблем. И судската фела, еснафот, мора да си ја превземе одговорноста. Не може да се префрла, не може да се крие зад бариерата, ама ние сме независни, што ни се мешате, да. Бидејќи они се таму да делат правда. Луѓето веќе не веруваат дека нашите судеви се способни да делат правда, која што важи за секого еднакво. Да, може ли само за крај оваа накратко? каша мора да се расчисти. Да, накратко само нешто што ви Срам беше во основа. Потесна специјалност, тоа е меѓународната политика. Во моментов почна работата на работната група за промени во уставот. Како оценувате како се тера овој процес до овој момент? Опозицијата не учествува. Ке учествувавте ли вие ако бевте поканет од? Ни на крај на памет немаше да ми биде, затоа што е грешка во чекори. Мора прво собранието да гласа и да каже дали има потреби, да ја констатира потребата од уставни измени. И ова сега е малку така. Нема мнозинство двотретинско за да констатира потреба,
А овде сме направиле некаква работна група која што во основа очигледно постои проформа. Учествување во таква работна група дава на некој начин една легитимација на нешто што нема потврда во собранието. Собранието е надлежно и се знаат точно кои се чекорите. И ова е продолжување на една прилично слепа и кратковида политика од која што резултираше целата каша што се случи со нашата мака со Бугарија. Самото прифаќање, битката минатото лето, тоа што јас тогаш го зборував и многу други, и поумни од мене, дека резултатот ќе биде, ќе заглавиме на паркинг, а сите ќе не обвинуваат нас. Прво, околу уставните амандмани, и ние сме сега, ете, тука паркирани и тоа го разговараме. За тоа прашање мора да има став на државата. Владата не може да вети нешто што не зависи само од неа, а нема двотретинско мнозинство, и за да не личи, ќе треба да дојдеме, ама нема таква атмосфера сега. Изборите се ближат. Така што мислам дека тоа е прашање што веројатно ќе се отвори после изборите, со некоја друга власт, ама и тогаш ќе треба мудрост сите заедно да видиме како да се извлечеме сега од оваа каша во која што не стави актуелнава влада. Ќе ни треба солуција, вака, вие што Ќе ни треба една солуција и решение мудро за оваа каша, што за ова прашање јас нашата влада ја викам туѓе, бидејќи заборави на македонските интереси. Така ја вика и претходната влада, господине Димитров, во која бевте дел. А ви благодарам за тоа што пренесовте дел од оние пораки и планови кои ги имате со организацијата за сега, во очекување на информации дали токму тоа ќе прерасне во политичка партија и ќе земи учество на следните парламентарни избори. Благодарам за ова гостување. Благодарам и поздрав до гледачите.